успеа да ја прими наградата зашто требаше да оди на лекување во Чекословачка, кое пак државата на Југославија тогаш плаќаше, но место таму тој само со сопругата заминува во Шведска. По 4 години се враќаат назад во Битола и со неговата мајка Мара и двете деца повторно заминуваат 1967 година во Шведска, за да потоа во брзо време се иселуваат во Торонто, Канада, каде за 6 месеци престојуваат кај неговата сестра Циля Герман, која исто така беше омажена за сопруг од селото Неволени. Стрезов заедно со Илјо Шарков подоцна отвораат градежна фирма GNV Construction за ресторанти и офиси или канцеларии, но по смртта на Шарков тој после со Веле Бошевски ја отворат заедничката компанија GNV Construction. За Ѓорѓ Стрезов не треба многу да зборуваме, зашто тој е познат кај најголемиот дел од македонската комуна. Не само затоа што е редовен член на црковната општина на Свети Климент Охридски, каде беше и подпредседател на една од управите, Стрезов е активен и во организацијата Обединети македонци за помошта, донација што ја има давано парично на нашите цркви овде во Торонто и околината, а исто така и на медиумите, друштва и така натаму. Тој доброволно има работено во реновирање или слични работи што се во прилог како за црквата Свети Климент Охридски, така и за Света недела во Иџекс. Манастирот пак Светилија во паркот на организацијата Обединети македонци, Ѓорѓ Стрезов заедно со Ламбо Пашинов од БУФ го расклопува црквичето што тогаш ја представуваше Света недела во Иџекс, за да потоа во паркот на Обединети македонци повторно ја склопуваат, ја монтираат, така да и ден денес тоа црквиче е духовен храм во паркот на Обединети македонци, но наречен Светилија, каде секој еден кој отишол во паркот не може а да не запали макар и свеќа за здравје на фамилијата. Стрезов за време на илинденските празници секоја година со група од членовите на организацијата помагаше во припремање за илинденските пикници и се уште го прави тоа. Денес Ѓорѓ во пензионерските години оди во друштво на наши македонци, каде со утринското кафе ќе разменат по некоја мисла, а не може а да не ги види неговиот син Миле со фамилијата, а посебно и неговите 4 внуци. Ако минатата недела сите тие го празнуваа неговиот роден ден, денес синот Миле, сната Кати, внуките Наташа и Кели, како и внуците Кетлен и Дејвид Стрезов, со сите најблиски роднини и соселани од село Неволени, на Ѓорѓ Стрезов му посакуваат најпрво добро здравје, за да уште многу години го служи и се радува за свадби на внуците, но и за рожби на првнуците. Истовремено Ѓорѓ Стрезов заедно со својата фамилија на сите најблиски роднини пријатели, како и на целиот македонски народ, им ги честита престојните великденски празници. Ѓорѓ, и од името на редакцијата Глас од Македонија, среќен, нека ти биде твојот роден ден и секогаш да бидеш во добро здравје и расположение.
Фирмата Недан Тим Реал Истет, специјалисти за продавање или купување на куќи, бизниси, фарми, било специјалисти и то така кои можат да ви овозможат на најлесен начин да добиете моргич доколку ви е потребе. Значи за реновирање, лисинг на исто така продавање или купување на неподвижен имот. Препуштете го тоа на Недан Тимот со нашиот представник Васко Недановски. Телефонот е 647-333-9628 или 905-877-8262. Да повторам, Васко Недановски со телефон 647-333-9628 или 905-877-8262. Сите вие кои планирате да ја посетите нашата татковина Македонија, се уште има по некоја поевтина цена. Јавете ни се што побрзо на 647-780-6549. Исто така помогнете ја радиопрограмата Глас од Македонија, која е веќе 52 години со вас. Вашите реклами, честитки, доброволни прилози и слично ќе бидат од голема помош за да продолжи да се емитува понатаму оваа најстара радиопрограма во диаспората. Телефонот е 647-780-6549. А сега да го проследиме прилогот по повод македонскиот православен празник Прошка. Привршува неделата на проштевањето, празникот Прочка или Велики поклади, голем празник за македонскиот народ. Неделата завршува со сирна недела, во која луѓето си проштеваат едни со други, за да ги остават гревовите со оставањето на мрсната храна. Прочка е духовната метла со која ги метеме гревовите од нашата душа. Празникот Прочка или Велики поклади се вбројува во најголемите христијански празници веднаш по Божич и Великден. Со Прочка започнуваат великденските пости, започнува периодот исполнет со многу одрекнувања, надежи, а се со цел подготвени да го дочекаме празникот на Воскресението Христово или Великден. Затоа секој православен христијанин за подобро подготовка побарува прошка од за своите гревови и погрешки од најблиските, при тоа секојаш помладиот бара прошка од постариот, децата од родителите, кумашинот од кумот, меѓу себе си опроштеваат роднините, пријателите, комшиите. Барањето прошка е на тој начин што откако 3 пати ќе се поклони, помладиот му вели на постариот: прости ми, на што се одговара: простено нека ви биде. За Прочка се прави заедничка вечера во семејството, богата со млечни производи, пита со сирење и јајца. Вечерата завршува со амкање јајце, што представува символ во оваа вечер. Утредента првиот ден по Прочка е чист понеделник, кога постот веќе започнал. Тоа е првиот ден од големиот великденски пост. Апелирам до нашиот православен народ, до нашите парохијани и укажувам дека неделата по Прочка секојдневно има служби, а средата и петокот има света литургија прежосвечена, која можат да дојдат оние кои се подготвени за света причас. Во петоците навечер од Великиот пост се служи посебна служба која се вика Акатис на Пресвета Богородица, на која се помолуваме на мајката Света Богородица, како на мајка на сите, за наше здравје, за здравје на нашите фамилии. Во петоците вечер може секој кој сака да си направи и петолепие за здраве на фамилијата. Другите пак обичаи кои се сметаат за пагански по повод Прочка се посебни представи со маски и карневали кои содржат повеќе хумор и смеа за човечкото испразнување. Таков најпознат настан за велики поклади во Македонија е Струмичкиот карневал, кој е влезен и во светскиот календар на карневалите.